Što stvari za amerikanskото borenje, se formira jedna fondacija, David Schultz, se formira i klub na čije čelo je неговата supruga Nancy. Та не допатува овде, меѓутоа ги испрати своите борачи добро подготвени. Ги видовте и нашите шампиони. Сега ќе бидат представени на гледачите. Тоа е втора средба денеска. Меч што одлучува за првото место. Ова е историски надпревар. Победникот ќе биде запишан како прв победник во интерконтиненталниот куп. Димче Ангелов ги предводи своите борачи. Тие се наоѓаат на патот на уште еден голем успех. Развиорени се знамињата во салата. Ќе биде овде пеколно. Се очекува во секој момент тука да пристигне и председателот на државата и покровител на оваа приредба, господинот Киро Глигоров. И представникот на Европа, македонскиот шампион Душим Јака, директен дуел кој одлучува кој ќе биде првиот клубски интерконтинентален шампион во борба. Возбудување во гледалиштето. За сега се некако мирно, но подоцна ќе биде оној вистински пекол. За Девид Шулц Соломон, за Бучим Јака Владко Соколов во најлесната категорија. Во категорија до 52 килограми Бурк Тајри, Девид Шулц против Николчо Калајджиев. Во категорија до 57 килограми еден од милениците на публиката Тони Танчев против Дон Реез. Ево го Танчев. Во 62 килограми Кери Колат од Дейвид Шулц, а на наша страна за Бучим Јака Васе Спасов. Во одлична форма е. Категорија до 68 килограми Брајан Долф за американците, Горан Костадинов за Бучим Јака. 74 килограми Шон Бормет за американците. Миленов за нашата екипа. Во следната категорија 82 килограми Киапарели за американците. Мемет Тагаев за нашиот тим го заменува Пенев во оваа категорија. Джони Кертис за Дейвид Шулц, носител на бронзата од Барселона 92-та година. Пламен Пенев за нашата екипа. Тој вчера настапуваше во една категорија подолу. Ова е тактичка варијанта на тренерот Ангелов. Ден Троуп за американците во категорија до 100 килограми. А Елдари Куртанидзе за нашиот шампион. И во најтешката категорија до 130 килограми за Дейвид Шулц ќе настапи Стив Нил, 20 годишен борач од Бакерсфилд. Противник ќе му биде Геннади Жилцов, големото застилување за Бучим Јака.
Джим Дейвис, тренер на американците, Димче Ангелов на нашиот шампион. Мина и тоа поздравување на екипите. Веќе одекнува овде во салата Бучим, па можете да претпоставите како ќе биде во текот на борбата во дуелот за светската клубска титула. Сега на гледачите е представен господинот Милан Ерцеган, председателот на нашата, поточно на Меѓународната федерација. Представување вообичаено и на судиите. Бранко Симич, Дарко Дишавич и Иван Крој. Господинот Бранислав Симич е делегат на ФИЛА од Југославија. Бучим Јака, инаку да повторам уште еднаш, а тоа добро го знаете, минатата година го постигна својот најголем успех. Стана шампион на Европа, а сега ќе се бори за титулата интерконтинентален првак. Најавено е и доаѓањето на председателот на државата, господинот Киро Глигоров. Во секој момент очекуваме да се појави тука меѓу расположените гледачи кои со нетрпение го очекуваат доаѓањето на нашиот председател. Почестени се Радовишани со неговото покровителство и со присуството на оваа голема завршница. Ова е надпревар што влегува во светската боречка историја и навистина многу е убаво што на него ќе присуствува и нашиот лидер. Возбуда меѓу гледачите, борачите се уште на сцената, оние во најлесната категорија. Соломон и Соколов замина на загревањето, зашто нивната борба прва ќе почне по неколку минути. Го гледате на вашите екрани Благој Ѓоргиевски, селекторот на нашата кошаркарска репрезентација во друштво со Сократ Ефтимов, селектор на репрезентацијата во грчко-римски стил. Го видовте лево на брзина тука и Симеон Шутев, нашиот прв олимпиец, заедно со Борче Димовски, настапи во Мексико 1968 година. Борачите беа првите македонски олимпици, па и не е чудо што еве таа традиција се одржува и секогаш имаме добро борење и еве стигнавме до еден ваков миг наша екипа да се бори за светската клубска титула. Господинот Киро Глигоров на крајот треба да го предаде и пекарот на најдобриот, на победникот. Дали тоа ќе биде екипата на Дейвид Шулц од Соединетите Американски држави или нашиот Бучим Јака, ќе видиме. Во секој случај очекуваме интересна борба, неизвестна борба меѓу вистински мајстори на душекот. Тоа ќе биде вистински спектакл, долго очекуван. Цел град, цел Радови живееше за овој голем настан, живееше за првиот интерконтинентален куп, како што минатата година живееше за Европскиот куп и оние надпревари со Фиаме Оро од Неапол, потоа со Чепел од Будимпешта и на крајот во на финале со Тедаш од Турција. Турците неочекувано, но сосема заслужено беа совладани овде во истава сала, на истиот овој душек и тогаш титулата европски клубски првак ја освои екипата на Бучим Јака, па така се избори да учествува во овој куп кој се организира по прв пат, ќе се организира според
размислувањата на челниците во Фила секоја втора година. Местото на одржувањето нормално ќе се менува. Следен домаќин треба да биде Азија или Америка, тоа ќе биде дополнително договорено. Инаку Бучи Мјака пред 10 дена стана и по 5-ти пат официјален првак на нашата држава, па се здоби со правото да учествува во купот на европските шампиони во наредниот циклус, што значи по оваа борба престојат до година нови напори, нови средби на европската сцена, нови докажувања. Борењето е многу популарно во Радовиш, градот на рударите, би рекол и на борењето. Цели семејства гледате доаѓа тука на трибините да ги следат боречките надпревари, да уживаат во овој спорт, кој за оној што добро го познава е многу интересен, а радовишани одлично го познаваат овој спорт. Еве аплаузи во овие моменти во салата. Треба да се појави председателот на државата, господинот Киро Глигоров, и еве во тој момент фанфарите го зачуваат неговото пристигнување во друштво со првиот човек на македонското борење, доктор професор Ванчо Тифлиганец, еден од најзаслужните за овие боречки спектакли во последно време во Радовиш и во Македонија. И еве сега вообичаен поздрав меѓу Киро Глигоров и Милан Ерцеган, а да кажам дека се тоа стари пријатели уште од оние студентски денови во Белград, другаруваа заедно, а еве ги сега тука на овој спектакл. Да го проследат финалето, да видат кој ќе биде светскиот шампион. Тука е и председателот на македонскиот парламент, господинот Тито Петковски. Официјално е најавено доаѓањето во салата на председателот Киро Глигоров. Тука е, реков, и председателот на парламентот, инаку член на Македонскиот олимписки комитет Тито Петковски, па некако неговото доаѓање овде е и од тој аспект како еден од водечките спортски функционери во нашата држава. И сега помалку ќе се создаде онаа спортска атмосфера. А фоторепортерите го вековечуваат овој момент и навистина е ова момент историја. Ова е прв интерконтинентален куп. На најплеменитата спортска вештина борењето. Борачите се уште се на сцената. Следи поздравот од домаќините, од организаторите, од раководството на Бучи Мјака, до гледачите, до гостите, до сите оние што дојдоа да присуствуваат на овој боречки спектакл. Dear citizens of Radovish, good afternoon. Radovish yesterday was a center of the greatest sports events in wrestling. We're grateful to enthusiast people of Radovish who kept wrestling in their hearts. We hope this is the gala event and we will come in Radovish every year. Thank you. И сега борачите треба да ја напуштат арената, а на сцената ќе ги видиме првите во најлесната категорија, Канампи Соломон и Владко Соколов. Се интонира повторно химната на Фила. Тоа е еден пријатен сонг за слушање.
David Schultz od Sjedinjenih Američkih Država, šampion Amerika. To su kompleten sostav, predvoden od Jim Davis, trener na ekipата, doaѓа od Колорадо. Тој беше трет на Олимпијадата во Монтреал 1976 година. Еве ги нашите шампиони. Тони Танчев има една повреда кај десното око, може би забележавте, но веруваме дека тоа нема да му пречи во дуелот со Рејес во категоријата на борачи до 57 килограми. Многу ќе зависи целокупната атмосфера од првиот настап на Владко Соколов. Владко е одлично подготвен. Тоа го покажа вчера во двата дуела. Тој го совлада изворедниот Исак од Риверс од Лагос, напоени со 8:3, додека во првото коло извојува победа со туш над Такахиро Јошида од Нихон универзитетот од Токио. И еве најавена е и првата борба. Соколов Бучимјака против Соломон од екипата на Дейвид Шулц. Соломон е едно црномурно, жилаво момче, способно да се спротивстави на секој противник, но Владко Соколов сигурно посебно инспириран ќе биде во овој дуел. Првата средба на душекот ќе ја води, видовте, Иван Круј од Унгарија. Развиорени се македонските знамиња во салата. Во секој момент треба да дојдат борачите во првата борба. Пристигнува Владко, еве го на душекот, прв се појавува. Да му посакаме среќа, успех во борбата со Соломон. Почнува еден нов напад на една нова титула. Дали овој напад ќе биде успешен? Владко Соколов, некогаш млад, сега, иако млад, искусен би рекол бореч, 11 беше на Олимпијадата во Атланта, стандарден член на нашата боречка репрезентација, неколку пати победник на македонскиот писер, балкански шампион, светски, кадетски, вице шампион, петопласиран на Европското првенство минатата година, шестопласиран на светската ранглиста во најлесната категорија. Тој е еден од нашите најперспективни борачи. Жилцов, а подсетување на она борба во која што изведе вистинска екзибиција Владко Соколов. А сега би требало да се вратиме во живо. Почнува борбата во најтешката категорија 130 килограми. Жилцов, Бучимјака во син дрес против Нил во црвен дрес. Жилцов е одличен. Еден од најдобрите тешкаши во светот.
i osvojila 2 poena. Prvo taktički, тој се заврти околу себе, потоа го заврти противникот. Нил во првиот момент мислеше дека се извлекол од тешката позиција, но се измами. Жилцов напаѓа. Погледнете како го има приклештено со нозете противникот и судијата на душекот ја раскинува оваа акција. Долго ќе траеше овој зафат, доколку Нишавич не ја прекинеше акцијата. 2-0 води нашиот репрезентативец. Еве, Стив Нил се обиде да влезе во Жилцов, не успеа. Излегоа двајцата надвор од дозволената зона за борба. Единствено со бегство можеше да се спаси Нил, но тоа не е дозволено. Реагира сега на одлуката на судиите, кои му доделуваат 1 поен на Жилцов, а тој победува со 3-0, поради бегањето јавна опомена, па отиде во партер. Нил продолжува атакот на Жилцов. Гледачите бараат победа со туш. Ако успее да го префрли, може да биде тоа добро. 2 поена за Жилцов, 5-0. Тренерот Дејвис бара поени за неговиот бораш. Еве сега за овој зафат тој го добива тој поен. 5-1. Излегоа двајцата надвор од дозволената зона за борба. Почувствува дека ќе биде жесток во овој дуел американецот Нил, па гледате ги фрли оние заштитници на ушите. Обично борачите имаат слаба точка во ушите. Од притисок, од чести притискања тие и ја менуваат формата. Ја прекинува акцијата на истекот од втората минута Дарко Нишавич. Жилцов ја свирува борбата, но ми се чини нема ова долго да трае. Повторно ќе оди во офанзива. Жилцов е еден од најбрзите тешкаши во светот. Експлозивен. Подготвен да изведе брза акција, брз запад, да го изненади противникот. Минува третата минута од борбата во најтешката категорија до 130 килограми. Генадиј Жилцов има шанса сега, бидејќи противникот отиде во партер. Ако успее да го подкрене, може да поентира. Се присврстува на душекот американецот Нил. Меѓутоа, Жилцов го продолжува атакот. Што ли ќе смисли? Ми се чини дека оди на туш. Дали ќе успее со раката да го повлече до крај американскиот представник? Ќе видиме. Тешки мигови за Нил. Се откажува од намерата Жилцов. Се спаси Нил. Тактизира Жилцов. Нил направи еден обид да влезе во нозете на противникот, не успеа во тоа. Времето тече, 5-1 за нашиот представник. Измина четвртата минута, почеток на петтата, сега во офанзива е Нил. Жилцов вложува напори да се извлече од оваа тешка позиција. 2 поена за Нил. Така барем покажа Нишавич. Офанзивата на американецот и натаму трае.
Пред малку тој се наоѓа се во ваква позиција и успева да се извлече Жилков. 5:4. Доби 3 поени за оваа акција американецот и резултатот е 5:4. До крајот уште 20 секунди. Тешка борба. Жилков налета навистина на еден цврст како камен противник. 20 годишниот американец му дава силен отпор. 9 секунди до крајот. 5:4 за нашиот представник. Очајнички обиди на американецот да стори нешто. Дејвис бара поен, но нема поен. Нишевиќ покажува дека акцијата беше надвор од дозволената зона за борба. И во овој голен крај на вечот победа на Жилков од 5:4. Нашиот борец освојува 3 бодови, противникот 1, па Бучимљака поведува со 7:1. Тешка и црпувачка борба. Жилков требаше да вложи многу напори за да извојува минимална победа во дуелот со Стив Нил, 20 годишниот борец од Бакерсфилд, еден од најголемите надежи на американците, третопласиран на олимпискиот трајал и на шампионатот на Соединетите американски држави. Трета борба, категорија 52 килограми за нашиот тим Никол Чокалајджиев, за противникот Бурки Тајри, кој доаѓа од Монтана. 26 годишен студентски вице шампион на Соединетите американски држави. Никол Чокалајджиев во својата кариера има доста вакви мечеви, има и добри постигнувања, беше балкански првак во 91-та година во оваа иста сала, од тогаш мина многу борби, се здоби со искуство. Да видиме дали ќе има сили во дуелот со Тајри. Чокалајджиев синоќа го совлада Озити од Риверс од Лагос со туш. А го победи на поени Кома од Јапонија во првото коло. Мора да биде внимателен Калајджиев, да не се впуста во непотребни авантури и ризици. Зашто секој јавност и непромислен напад може да биде многу опасен. Тајри освојува поени, 2, па уште 2, но во контраофанзива минува Калајджиев, па тој ги освојува првите 2 поена. 2-2, втора минута. Калајджиев сега во офанзива. Да успее само, тоа ќе бидат 2 бода, се уште во дозволената зона за борба, одира туш Калајджиев. Дали ќе биде тоа победа со туш? Напаѓа нашиот борец. Освојува 2, потоа уште 1, поведува 5:2 и Тајри успеа да се извлече. Успеа да се извлече од ова непријатна ситуација. 5:2 води нашиот борец. Изненаден е американецот, тој прв тргна во офанзива, но мора да знае дека против себе има еден искусен, а не наивен противник. Оди во партер поради јавна опомена, поради пасивност американецот. Николчо сега ќе се обиде да го покрене. Врши силен притисок од озгора Тајри. Не му дозволуваше на Калајджиев да се подигне на двете нозе, а да го подигне и американецот. Трета минута, 5:2.
За момент се свирува борбата, но во овие колесните категории никогаш не може да биде мирна борбата. Секогаш има една динамика. Еве, за тоа се погрижува Калајджиев. Дали ќе успее во својата намера, сака да го подкрене и потоа да изведе зафат со амплитуда. Контрираше американецот, освои поен. 5:3. Сега Калајджиев не се откажува од својата намера, повторно се обидува. Сега треба да изврши притисок. Освојува поен. 6:3. Каква борба? 7:3. Почнува да тече четвртата минута. Тајри дава отпор. Калајджиев напаѓа. Погледнува кон семафорот. Резултатот му конвенира. Нема причина да се брза. И нов обид повторно не успева. Сега треба да се присврсти на Душекот. Тоа би било најдобро за да не биде превртен. Еве сега они во контра. Штета. Освои само еден под за ова подкревање на Тајри, а можеше барем уште 2, па дури и 3, ако го задржеше и го фрлеше со една определена амплитуда. Доаѓа сега за Тајри. Немаше поен за Калајджиев и покрај тоа што дојде зад противникот, бидејќи Тајри ја почна акцијата. Тренерот на американците постојано станува да го контролира резултатот на семафорот. Тече петтата минута. Води нашиот репрезентативец. 43 секунди до крајот. Потече крв од носот на Калајджиев, па треба да интервенира сега и лекарот. Имаше еден удар. Ништо, веруваме дека сето тоа брзо ќе биде санирано. 43 секунди до крајот. Се наоѓаме на прагот на една нова победа. Николчо Калајджиев треба само вака да издржи. Не треба ништо да ризикува сега. Има доволна предност, 4 поени разлика. И зошто да прави од готова вересија? Потребно е да оди внимателно. Веруваме дека ова крварење нема да му создаде некои проблеми во завршницата. Борбата продолжува. Председателот Киро Глигоров, видовте, со внимание ги следи надпреварите и сигурно се радува до оние први две победи, на прагот е и третата. Прекината е акцијата. Продолжува борбата. Калајджиев, каква офанзива, ненадеен напад во завршницата и освои 3 поени, еден за противникот. 10:5 и крај на борбата. Калајджиев одлично се избори, 10:5, 3 поени за нашиот представник, еден за Девид Шулц. Значи 10:2 е моментниот резултат. Еден феноменален почеток, машка борба на нашите бораци. Така треба да продолжат. Соколов, Калајджиев, Жилков, победници во дуелите со своите противници. Ја представува Елорад Курнитидзе. Сега нов дуел во потешка категорија до 100 килограми. Куртанидзе, Елдари за Бучи Мјака, а Ден Троуп за екипата Дейвид Шулц.
Куртанидзе тргнува во офанзива, како да сака уште на самиот почеток да реши се. Еден од најдобрите светски борачи е во оваа категорија. Со Жилцов одлично засилување. Овој доаѓа од Грузија. Свирена е борбата, но само за малку. Раскината е акцијата. Немаше поени. Обрнете внимание на борбата на Куртанидзе. Знае често со ногата да удри во ногата на противникот. И сега прв поен. Мајсторски го стори ова. Тој симулира запад во горниот дел, но отиде за противникот. Еден поен, сега 2, вкупно 3:0. Почнува втората минута. Продолжува Куртанидзе со атак. Воодушевување во гледалиштето. Ечи од сите страни. Од секаде доаѓа поддршката за нашите борачи. Тоа е нормално. И еве сега едно чипе, но штета само за еден бот. 4:0. Има поени овде уште доста. А може би и туш пресилен е Куртанидзе. Погледнете, го доведува во туш позиција американецот. Овој со мост се обидува да се извлече. Притисокот продолжува и дали сега ќе има туш, Нишавиќ само гледа. Дали со грбот комплетно е на душек од американецот, се уште се изгледа не. И Куртанидзе очекува да види каква ќе биде одлуката на Нишавиќ и во овој момент дава знак дека борбата е прекината. Победа со туш. Почеток на третата минута, нови 4 поени за нашиот шампион. Нови 4, 14:2. Цврст е Елдари Куртанидзе, пол со експлозив. Аплаузи од гледачите, задоволство кај сите. Од председателот на државата, па преку председателот на парламентот, па до председателот на Меѓународната боречка федерација и се разбира до Ванчо Цифлиганец, председателот на Македонската боречка федерација. Прекрасна, пријатна атмосфера. Колку е пријатно вака во вакви моменти кога нашите клубови на меѓународна сцена постигнуваат вакви резултати. Тоа е радост за сите. А сега дали ќе да зарадува Тони Танчев, категорија 57 килограми, петта борба, противник ќе му биде Дон Рејес, доаѓа од Дрексел, 27 години има. Танчев е поддржан од сите гледачи, посебно бучни се оние така наречените лебари. Танчев во напад, прв поен и тој е осоколен. Решен е да оди на се или ништо. Висок е моралот на нашите борачи. Тој е охрабрен по оние успешни настапи на четворицата негови клубски другари во претходните борби. 3:0 на истекот од првата минута. Не се задоволува со тоа Танчев. Продолжува. Не му дава да здивне на Рејес. И сега, дали беше тоа надвор? Не, сепак акцијата беше почната во дозволената зона за борба, па 2 поена за Рејес. 3:2 е резултатот. Втора минута. Танчев треба малку да ја смири борбата, да собере сили. Тој знае да истактизира.
Има еден широк репертуар на зафати. Сега е битно да ја ослободи ногата или да се притврсти до противникот. Успева во тоа. Најнапред ја ослободи ногата, дојде за противникот, освои поен, води со 4:2, втора минута од борбата, го продолжува атакот. Крој после изгледа ќе ја раскине оваа акција. Танчев опит за 2 поена и еве ги 2. 6:2. Изминува втората минута. Тренерот Ангелов го забележува, нервозно подскокнува, а сега му даде знак со раце да ја води мирно борбата, ништо да не ризикува, да не форсира, нема потреба за тоа, води со 6:2 и треба да оди сигурно во акција само тогаш кога ќе почувствува дека може да поентира. Сега шанса. Излегува штета надвор од зоната за борба. Залудно потроши сили нашиот борач за да го изведе овој зафат. Половина од борбата. Рејес жилаво се бори, му дава отпор на Танчев. Добро е, се извлече, не му дозволи да изведе зафат во ножете на американецот. Четврта минута од борбата, 6:2. Повторно надвор од дозволената зона за борба. Бучим. Одекнува од грлата на младите навивачи, на љубителите на борењето. Времето минува, Танчев ја смири борбата. Сега не треба да дозволи да дојде во инфериорна позиција. Треба да го стегне противникот и да се извлече зад него. Дали ќе дојде? Доаѓа. 7:2. Мајстор е за да се извлече од тешка позиција. Така ги олабавува некако противниците. Тие ќе мислат дека имат завршено работата, но тој како видра ќе се извлече, па наместо противникот поентира Танчев. Поен по поен стигна до 7, 5 разлика има во теке последната минута. И сега судијата Круј бара да се поздрава спортски противниците, малку се ражешти борбата ван надворот од оние ефективни минути. Во моментот на прекинот. Еве го повторно Танчев го прави она, неочекуваното, освојува поен, кога Рејес мислеше дека ќе поентира. 8:2. Сега гледачите бараат победа со туш, но нема да има време, уште 10 секунди. 8:2 водство на Танчев. Тоа ќе бидат 3 поени за нашиот тим, 1 за противникот. Уште 3 секунди до крајот, 8:2 е резултатот. И крај на борбата, 3 поени за Бучим, 1 за американците. Така, нашиот тим собра 17, американците 3. Водиме со 17:3 по 5 борби. Одличен настап на борачите на Бучим Јака. Милениците на публиката.
Соколов, Калајджиев, Танчев им приредија големо задоволство. Тоа беше филувано со задоволството што го приредија засилувањата Куртанидзе и Жилцов. Така полека, но сигурно се чекори по патот кон светската клубска титула. Пенев ги брани боите на Бучи Мјака во категорија до 90 килограми, а за Девид Шулц настапува Џони Кертис, судија на Душекот Нишавиќ. Кертис два пати беше шампион на Соединетите Американски држави. Доаѓа од Фарфакс. Сето она што значи квалитет во американското борење е собрано во клубот Дейвид Шулц во Нью Џерси. Беше трет на Олимпијадата 92-та година. Излегува надвор од зоната за борба. Двајцата борачи, нема поени, изминува првата минута. Судијата Нишавиќ му доделува бот на Кертис. Дали имаше место за бот или не навлегувам во тоа, меѓутоа очигледно беше од тие акцијата ја почна нашиот борач. Во такви ситуации, ако има промашување во изведбата на зафатот, противникот, иако доаѓа зад него, не би требало да добие поен. Сега Нишавиќ му дава два бода на Кертис, еден на Пенев. Американецот води со 3:1. Во тек гледате втората минута од борбата. Поради одбегнување на борба, отиде во партер Кертис. Пенев вчера се бореше во полесната категорија до 82 килограми. Синоќ имаше една тешка борба со Енгек Пете Кумор од Нигерија. Успеа да победи дури по продолжението со 2:0. Тренерот Ангелов мораше да тактизира и со составот на екипата, па така ги распореди борачите според квалитет да му парираат и нормално да бидат и подобри од противникот. Атмосферата се смирува сега. Потребен е само еден зафат, па повторно овде да стане пеколно. Последни секунди од третата минута, 3:1, водство на американецот. И сега по мирна борба контра 3 поени за нашиот борач, еден за противникот, за блокадата и за неговото доаѓање зад Пенев, па сега резултатот е изравнет 4:4. Го гледате резултатот.
Пенев оди во партер поради одбегнување на борба, значи добива јавна опомена. Судијата дава знак дека повторно треба да се изведе акцијата. Прерано тргна американецот. Сега ако има сили може да освои 2 поена. Пенев се присврстува и немаше излез од оваа ситуација, па судијата ја раскинува акцијата. Се обиде 2-3 пати Кертис да стори нешто, не успеа. Мајсторски се приклешти на душекот Пенев. Нема поен овде, имаше еден промашен зафат на Пенев и доаѓање на Кертис зад него. Тече последната минута, 4-4 е. Кој ќе освои поен, тој ќе биде победник во овој дуел. А може да има и продолжување. Неполни 30 секунди до крајот. Ова е 6-та борба од решавачката битка за светски клубски првак. Борачите на Бучим Јака се наоѓаат на прагот на најголемиот успех во својата историја и воопшто во македонскиот клубски спорт и не само клубски, би рекол и репрезентативен. Поен за Кертис во последните 2 секунди и негова победа од 5-4. Еден бод за нашиот тим, освојува Пенев, 3 Кертис за американците, па резултатот е 18-6 за Бучим Јака. До крајот остануваат уште 4 борби. Имаме едно сигурно водство. Еве ги моментите од дуелот меѓу Кертис и Пенев и она акција за победа, за поен за американецот Џони Кертис. Во 7-та борба Васко Спасов во категорија до 62 килограми против Кери Колат од Дейвид Шулц. Тој доаѓа од Нью Хевен. Сепак, ова е Костадинов. Горан Костадинов доаѓа до измена во нашиот состав. И сега поен за Костадинов. Измена во редоследот на борбите ми се чини дека би требало да биде ова. Зашто беше предвидено ова да биде 9-та борба, меѓутоа веројатно за подоцна е оставен настапот на Спасов, кој е
еден од најомилените борачи овде во Радовиш, па организаторите можеби поради тоа еве прават една таква измена. Имав мала дискусија со представникот на организаторот, судијата Тунчев. Ме информира дека е токму она што го кажав, Спасов е оставен на крајот, тоа да биде како еден шлак на ова финале, зашто тој знае навистина да ги распали гледачите. Меѓутоа, ваквите измени треба на време да бидат најавувани. Костадинов во дуел со Долф. Долф е еден од најдобрите американци овде, заедно со Кертис. Се наоѓа во офанзива. 9:1 води, трета минута од борбата. Категорија 68 килограми. Значи, оној кајрон што го видовте на почетокот, ова известување за нашата режија треба да остане за на крајот. Таква е информацијата барем од организаторот. 9-2, водство на Долф. Костадинов се жали на повреда. Тренерот Джин Дейвис му дава знак на својот борач да не форсира, дека се е окей. И на вистина е така, треба да истече третата минута, а Долф има предност од 7 поени. 9:2. Му се укажува помош на Горан Костадинов. Тој синоќ имаше исцрпувачка борба со обе од Риверс од Лагос, победи на поени со 7:3. А во првото коло извојува победа на поени против Кацујоши Ито од Јапонија. Продолжува борбата. Предноста е на страната на американецот Долф. Сега тој заработува нов поен. 10:2. Амбициозно влезе во борбата американецот и оди на победа со технички туш. Ја прекинува акцијата судијата Круј. Ако заврши вака мечот, Костадинов ќе освои 1 бот, американецот 3. Ако американецот победи со технички туш, тогаш тој ќе освои 4 поени, а нашиот борач 1, затоа што во текот на борбата има остварено технички поени. Ова беше зафат за 1 поен, 11:2. Тече четвртата минута. Прекината е акцијата. На Долф му недостига еден технички поен, па да победи со технички туш. Дали Костадинов ќе има сили да му даде отпор на американецот во последната минута. Долф и натаму агресивен, доаѓа зад противникот, го освојува тој бот и победува со 12:2. Гледачите го признаваат поразот, гледате аплаузи за победникот, кој освојува 4 поени, Костадинов 1, па сега резултатот е 19:10. 19:10, 9 поени предност за Вучим Јака. Шон Формет, а за Вучим Јака Селин Миленов.
Во следната борба ќе се сретнат сепак да видам кој ќе се појави на душеко, да не има некоја нова измена. Би требало тоа да биде борба меѓу Бормет од Дейвид Шулц и Миленов. Американецот е веќе на душекот, го очекува својот противник. Категорията после 74 килограми Стевин Миленов. Седумдесет и 4 килограми, според редоследот, ова требаше да биде последна борба. Меѓутоа, дојде до измена, па сега Свилен Миленов ќе се бори со Шон Бормет. Миленов, Бучимјака, Бормет, Дейвид Шулц, категорија до 74 килограми. Убава акција, 1-1. Продолжува Миленов со атакот. Ајде сега подршка за Миленов, после мислиште два поединствено. Изминува првата минута, нема измена на резултатот, 1-1. Тоа беше брза акција на американецот. Мишавиќ му доделува 2 поена, 3-1 победува, гледачите реагираат. Во партер американецот, шанса за Миленов. Гледачите бараат туш, дали ќе има туш? Во незавидна положба е американецот. 4-3 победува нашиот борач. Половина од борбата се извлече американецот.
му се укажува помош на нашиот борач, се работи за повреда на коленото и мускулот. Веруваме дека ќе има сили да ја продолжи борбата, тоа е една тврда машка борба. Секој го бара своето, гледачите бараат поени за Миленов, американскиот тренер за својот борач, но резултатот останува непроменет. Води Миленов со 4:3. Сега има шанса да видиме, овде имаше поени за двајцата. 2 за американецот, 1 за нашиот борач и сега резултатот е изравнет 5:5. Почнува да тече четвртата минута. Станува се повозбудливо. Кога би победил Миленов, ми се чини дека работата би била речиси завршена. Иако треба да се чека до крајот. Никогаш ништо не е сигурно. Последна минута од борбата и натаму 5:5 до крајот од регуларното време остануваат уште 47 секунди. Еве го тој поен долго очекуван. 6:5. Продолжува офанзивата на Миленов. Дали конечно американецот се предаде или пак чува сили за самата завршница. Миленов не му дозволува да здивне. Сега тој ја води борбата. Не успеа да изведе зафат и да го префрли американецот, нашиот борач. Го презема и последниот напор, би рекол, не успева во тоа, победува Миленов со 6:5. 6:5. Дали може сега веќе да го промовираме новиот светски клубски првак, тимот на Бучимљака? 3 поени за Бучимљака, 22 вкупно, 1 за противникот, 11. Нема шанси Дейвид Шулц, американскиот првак, да го стигне нашиот шампион. Воодушевување во гледалиштето. Поздравена е оваа победа на Миленов. Таа е победа, после изгледа за конечен триумф. Води Бучимљака со 22:11. Беше тоа една тешка, една тврда, една исцрпувачка борба во категоријата до 74 килограми. Меѓутоа, нашиот борач ги излече последните атоми од силите. Му се спротивстави на 25-годишниот Бормет, кој беше 2 пати првак на Соединетите Американски држави, а има и бронза од Олимпијадите и успеа на крајот да го совлада со 6:5. Борба 82 килограми, Киапарели од Девид Шулц и Агаев од Бучимљака.
Контраофанзива на американецот се извлече Агаев. И сега да видиме како ќе заврши сето ова. Акцијата продолжува. Два поена за американецот, еден за нашиот борак. Изминува првата минута од борбата. Сега попушти затегнатоста и во гледалиштето. Веќе се е решено. Мирно се следи оваа борба во која што американецот освојува поен. Сега уште еден. Поведува со 4:1. Се смирува борбата, подготовка за напад од двете страни. Повисок е американецот, му одговара висока борба. Агаев прави обиди да изведе низок зафат, но американецот не му дозволува. Киапарели е искусен, 32 години има. Беше победник на светскиот куп, шампион на Соединетите Американски држави. Живее и тренира во Њу Јорк. Ненаде напад и погледнете каков пресврт во борбата. 3 поени доби, 4-4 го израби резултатот. Агаев продолжува офанзивата, нов поен за него, нов поен за противникот и уште еден за него, па сега ќе видиме кој ќе биде резултатот по овие акции. 7:6 водство за борачот на Бучи Мјака, која продолжува офанзивата, освојува 2 бода. 9:6, конечно се одлепува. Не ги прифатија двата бода на Круе, судиите Нишавич и Симич, туку еден, па резултатот е 8:6. Предпоследна борба. Гледачите веќе се изнарадува на титулата. Сега мирно го следат развојот на настаните. Но сигурно ќе има една експлозија од воодушевување кога овде на душекот ќе се појави Васе Спасов во последната борба. Не му дозволи нашиот борач на американецот, изведе зафат и навесто стои. Еве го во акција Агаев и тоа е нов поен. 9:6. Тече последната 5-та минута. Се бори за победа со туш. Агаев не се задоволува со предноста во поени. И сега нешто даде знак американецот дека имало можеби некој недозволен зафат. Круј ја прекинува борбата. Киапарели се жали на повреда. 9:6 е моментниот резултат, но треба да има измена. Да, еве 11:8.
по 2 поена за претходната акција, заработија едниот и другиот борач, но по дебелиот крај го извлече Рико Киапарели, кој задоби повреда. Победникот во светскиот клуб останува на душекот, но ќе собере сили да ја заврши борбата уште точно 30 секунди до крајот од овој предпоследен меч од завршната борба на првиот интерконтинентален клубски куп, во кој што првата титула ќе освои екипата на Бучим Јака од Радовиш, македонскиот и европскиот шампион. Еве на највисокото место на светското клубско борење, светски клубски првак. Тоа е резултат за почит, резултат што им причинува големи радости на сите љубители на борењето и спортот воопшто, зашто да се стигне до самиот врв, тоа значи да се има еден квалитет, да се има добра организација, а да се има и средства да се издржи еден ваков надпревар и да се обезбеди еден толку квалитетен состав за изведување на еден ваков подвиг. 11:8 е резултатот, 30 секунди до крајот, Агаев води. Дали ќе оди во партер Рико Киапарели? Да, ќе оди, бидејќи на негово барање практично беше прекината акцијата, се пожали поради повреда. Се ближи кон крајот оваа борба. Почувствува судијата дека нема излез од оваа акција, некако млако отидоа двајцата борачи, но тоа веројатно беше поради оваа повреда на Агаев. Сега тој се жали, меѓутоа Круј дава знак дека мечот треба да продолжи. 24 секунди до крајот од борбата. Ова е категорија до 82 килограми. Во оваа категорија вчера настапуваше Пенев, денеска Агаев, а Пенев отиде во една категорија погоре. Беше поразен на поени од Кертис. Сега поен за американецот, 11:9 за нашиот борач. Уште 5 секунди до крајот, треба да остане приклештен на душекот Агаев. И еве успева, измина 5-та минута, 11:9. Победа на Агаев, нови 3 поени, еден за американците и резултатот е 25:12. Водство на нашиот шампион, кој веќе ја прославува победата клубски светски првак, а помалку на душекот ќе го видиме еден од најзаслужните за сите резултати и постигнувања на Бучим Јака, Васе Спасов, кој е од истата генерација со Тони Танчев и Николчо Калајджиев. Голем придонес даде Златко Соколов, кој е засилувањето на Бучим Јака, иако тој е борач на Спартак Руен од Кочани. Соколов е секогаш тука да му помогне на нашиот шампион и така треба да се гради политиката, да се соработува меѓу клубовите и наместо да се создава јас и раздор, да се градат односите, зашто само така може да се дојде до еден ваков резултат. Васе Спасов, еве го миленикот на гледачите, тој ќе настапи во последната борба, а тоа е борба во категорија до 62 килограми. Негов противник ќе биде Кери Колат од Нью Хевен. Васе Спасов во синдрес тргнува во последен напад. Сврсте американецот, тој е студентски првак на својата земја. 22 години има. Обиди на Спасов да освои прв поен, се извлекува американецот Колат. Сега тој притиска. Спасов доколку успее да не прекидате акцијата, доколку успееше да ги сврзи рацете и да го крене противникот, ќе беше поинаку. Сега вака шанса за Колат, меѓутоа се извлекува нашиот борач.
Izvirува првата минута, нема поени, 0-0. Дуел меѓу изравнети противници. Шанса за американецот, Спасов дава отпор, се приклештува на душекот. Американецот се обидува да изведе Ауфрајзер, но бидејќи не зафати со двете колена душекот, нашиот репрезентативец освојува американецот еден поен, поведува со 1-0, измерува втората минута од борбата. Спасов налета на еден цврст противник. Да повторам уште еднаш, студентскиот шампион на Соединетите Американски држави. Дали ќе изнајде решение нашиот борач за да изведе зафат? Некако цврсто стегнато делува американецот Кери Колат. Американецот, погледнете како да нема време за чекање, постојано е подготвен за акција. И Нишавич го казнува за таквото однесување со опомена, па мора да оди во партер, а во меѓувреме му додели еден поен на Спасов, па така резултатот е изравнет 1-1. Тоа е казна за непочитување на судиската одлука од страна на Кери Колат. Уште 2 минути до крајот на борбата и до крајот на оваа завршница на првиот интерконтинентален клубски куп. Васко Спасов синоќа имаше тешка и исцрпувачка борба со Джеси од Риверс, од Лагос, од Нигерија. И таа борба сигурно остави последици, го исцрпи. 2-2 беше во регуларно време. Спасов победи во продолжението со 4-2. Значи имаше дополнителни 3 минути борба. А сето тоа имаше и одраз врз еве денешната форма и врз ова денешно издание на Спасов. Нови поени за овие свртувања. И да видиме колку се собра вкупно. Би требало да води американецот со 4-1 или 5-1. 5-1. Влегува во последната минута, последната борба, категорија за борачи до 62 килограми.
ова измена во програмата можеби и психолошки го оптовари Спасов, тоа му дојде некако како дека ќе мора да победи. Беше поставена како императив победата пред него, а во такви ситуации, гледате, се случува спротивното. Мислам дека ако одеше се онака по редослед, ќе беше поинаку. Вака и самиот Спасов како премногу да беше импресиониран кога дојде, ете, од фактот што тој треба да биде последниот борач на новиот светски првак што ќе настапи на душекот во оваа завршница. Уште 10 секунди до крајот, 8:1 е резултатот. Тоа ќе бидат 3 бода за екипата на Девид Шулц, вкупно 15, 1 бод ќе освои Спасов, вкупно 26, и тоа ќе биде конечниот резултат од овој дуел. Уште 2 секунди, 1 секунда и крај. Победа на американецот од 8:1. Американецот освојува 3 бодови, Спасов 1 и вкупниот резултат е 26:15 за Бучим Јака од Ратовиш, од Македонија, од Европа, која станува и светски клубски првак. Честитки за нашиот шампион, честитки за сето она што го направија борачите на Бучим Јака. Воодушевување во гледалиштето, аплаузи стигнуваат од сите страни. Аплаузи од председателот на државата Киро Глигоров, од председателот на парламентот Тито Петковски, од председателот на ФИЛА Милан Ерцеган, од председателот на Боречката федерација на Македонија Ванчо Чифлиганец, од директорот на Македонскиот олимписки комитет и селектор на репрезентацијата на Македонија Насер Насев. Еве и Насер доби честитка од Милан Ерцеган пред малку, зашто сето ова е и негово дело, зашто знае да ги организира стручните кадри, квалитетните борачи во нашата држава. Еве поздрав и честитка за големиот успех од Милан Ерцеган до нашиот председател. Стигнуваат честитки од сите страни. Ова е успех, голема победа. Еве сега си честита и главните луѓе во борењето, посебно во Бучим Јака, Ванчо Чифлиганец и Кирчо Сусидов, ударна двојка, која многу стори за развојот и афирмацијата на борењето. Еве го и конечниот пласман. Бучим Јака од Европа, светски шампион. На второ место Девид Шулц од Америка, на трето Риверс од Африка и четврти Нихон од Јапонија. Тоа е конечниот редослед во првиот светски интерконтинентален куп. Ова ќе остане вечно запишано во светската боречка историја, а со златни букви запишано во македонската спортска и посебно боречка историја. Ова е успех за почит, успех кој значи многу за нашето борење, за нашиот спорт, за нашата држава. Успех кој потврдува дека имаме сили за големи подвизи, имаме сили да се искачиме на светскиот врв, како што тоа еве во овие моменти го направивме овде во прекрасната спортска сала во Радовиш, пред оваа прекрасна публика, која одлично го познава борењето. Еве ги трофеите што ќе бидат доделени на екипите, на капитените, на најуспешните клубови во светот. Оној првиот со знакот на ФИЛА ќе го добие новиот светски клубски првак екипата на Бучим Јака. Честитањето продолжува. Ова се моменти на радост, моменти за незаборав, моменти што вечно ќе останат врежани во мислите на секој љубител на спортот, посебно на оние што присуствуваат овде на овој спектакл. Ванчо Чифлиганец прима честитки од сите страни, желбата му се оствари. Уште вчера, пред почетокот на борбите, беше оптимист
помалку и не му верувавме, зашто постојано е оптимист и постојано вели дека неговата екипа ќе биде прва и знае често да извикне шампиони. Меѓутоа, тој оптимизам не бил без основа. Се вида сега дека се градел на една цврста основа, на еден квалитет со кој што располага денешниот тим на Бучим Јака, петкратниот шампион на Македонија, една шампион на Европа и еве сега од денеска шампион на светот. Представниците на Никол Јаковија Азија. И сега една по една екипите ќе продефилираат, еве ги азијците, доаѓаат тука во салата кон арената, се искачуваат на неа, тоа е четвртопласираната екипа во борба за третото место. Нихон загуби од Риверс од Нигерија со 34-5. Екипата на Риверс од Лагос од Нигерија, токму со таа победа над Нихон го освои третото место на првиот интерконтинентален куп. На второ место, поразениот во завршната битка, тимот на Дейвид Шулц од Соединетите Американски држави, беше победен од нашиот Бучим Јака со 26-15 во завршницата. И еве доаѓаат представниците на новиот светски клубски првак Бучим Јака, токму сега се искачуваат на сцената, додека ги гледате американците. Еве ги нашите шампиони, предводени од тренерот Димче Ангелов, Владко Соколов, Никол Чока, Лајджиев, Радосен Среќен, Тони Танчев и натаму сериозен Васе Спасов, Костадинов, Миленов, Агаев, Пенев, Куртанидзе, Жилцов го гледате последен во стројот. И сега ќе присуствуваме на оној најсвечен чин, најпријатен момент кога ќе бидат поделени трофеите на сите екипи учеснички на првиот интерконтинентален куп. А сега, драги учесници, драги спортисти, официјалниот спикер сега најавува дека ќе бидат доделени трофеите и сега треба збор да земе председателот на државата господин Киро Глигоров. And now the President of the Republic of Macedonia is going to take a speech. Аплаузи за нашиот председател. Драги борачи, драги радовишани и сите присутни овде од било каде да се. Dear wrestlers, dear citizens of Radoviš and all the other present guests in this gym. Денес се видоа резултатите на една долга и макотрпна работа на нашиот боречки спорт. Today we have seen the results of a long tradition and long busy work in this wrestler sport. Македонија убедливо покажа дека е светски клубски шампион во борењето. Macedonia has shown that it is world champion in wrestling. Моите искрени честитки на сите што се бореа, што храбро издржаа овој голем напор
My sincere congratulations to all the people who participated and gave their efforts to the result. На сите организатори на ова големо светско такмичење. My congratulations to all the organizers of this big world tournament. Моите честитки на Светската федерација на боречкиот спорт. My congratulations to the World Wrestling Association, FILA. Доверието што Светската федерација го даде на Јака Орадовиш и врз основа на досега покажаните и многу пати потврдени резултати, ја сум необично задоволен што сум денес присутен овдека и не можам да се ослободам од чувството дека ова е најголемиот успех досега на македонскиот спорт. I'm honored by the trust of the World Wrestling Federation, which was given to Bucim Jaka and organizers in Macedonia, and this is due to the results which our wrestlers have succeeded in our long tradition. I'm very happy about it, and I can tell that this is the biggest result in our sport. Најсетне, моите честитки на ова прекрасна публика денеска, која како еден човек застана зад нашите репрезентативци. At least, but not the last, my congratulations to the spectators in this gym which supported the wrestlers. Ова традиција Радовиш треба да ја продолжи и клубот да спечели во иднина нови и нови трофеи и сите да се гордееме со тоа. Radović shall continue this tradition, and I hope in future we will be proud of some new trophies. Моите честитки на сите радовишани. My congratulations to all citizens of Radović. Без вашето разбирање, вашата поддршка на овој племенит спорт, на овие луѓе кои мора да вложат огромни напори да се подготват за едно вакво сериозно такмичење, мислам дека тоа не можеше да се постигне ако целиот град не живееше со овој спорт и не го поддржуваше од почеток до крај. Without your support of this noble sport, the wrestlers couldn't succeed this big success. За нови победи, For new victories. Дослушавте председателот на државата, господинот Киро Глигоров, воодушевен, импресиониран од настапот на борачите на Bucim Jaka и му пати честитка за борбата што ја прикажа и им се заблагодари, слушнавте за се она што го направија за најголемиот успех на македонскиот спорт. А сега ќе бидат доделени трофеите, најнапред од четвртото кон првото место. Тренерот на екипата на Нихон, Рио Канехама, ќе го добие пехарот за четвртото место, што треба да му го врачи господинот Тито Петковски, председател на Собранието на Република Македонија.
На трето место Риверс од Лагос од Нигерија. Капитенот на екипата го прима пехарот од рацете на председателот на Македонската боречка федерација, доктор професор Ванчо Чифлиганец, човек од кој што потекна идејата за организација на еден ваков интерконтинентален куп, човек кој не знае да мирува и постојано работи за борењето и секогаш прави се да се случува и да биде интересно во овој спорт. Екипата на Дейвид Шулц од Соединетите Американски држави на второ место. Тренерот на екипата Джин Дейвис го прима пехарот од рацете на првиот човек на светското борење, господинот Милан Ерцеган. Честитки од председателот Киро Глигоров. Американците се воодушевени од амбиентот, од атмосферата овде и веројатно за миг му ги пренесе своите импресии на нашиот председател од овдешниот престој, тренерот Дейвис, и пехарот за шампионот се разбира од рацете на председателот Киро Глигоров. Пехарот за борачите на Бучимљака. И еве ги доаѓа сега сите тука да го примат пехарот и честитката од председателот, најнапред тренерот Тимче Ангелов, кој веќе со години е начело на екипата, а честитки треба да примат и борачите и одиме по ред. Владко Соколов, Никол Чокалајджиев, Тони Танчев, Васе Спасов, Горан Костадинов, Фелен Миленов, Мемет Агаев, Пламен Пенев, Елдари Куртанидзе и Геннади Жилцов. Тоа се новите светски клубски прваци. Навистина, пријатно е чувството во својата средина да се има една ваква екипа што ќе се искачи на светскиот врв. Заслужуваат честитки сите борачи, сите членови на клубот, сите граѓани на Радовиш кои живеат за борењето и за овој спорт и кои што еве има таа чест во својата средина да имаат светски првак и на она европска титула да се придодаде и ова еве светско клубско злато и на крајот химната на Македонија.
Браво, браво, што друго за борачите на Бучимјака, за новите светски клубски прваци, шампиони кои еве не воодушевија во оваа завршница од првиот интерконтинентален куп што заврши овде во салата во Радовиш. Почитувани гледачи, со поздрав, со задоволство, ве поздравувам од овде, од овој прекрасен објект во кој што ги доживеавме овие пријатни мигови. Бучимјака, уште еднаш светски клубски првак. Пријатно. Teptiston